Во председателската трка во САД, притисокот за придобивање на гласачите е во полн ек. Ќе ја спасиме нашата економија, ќе ја спасиме нашата средна класа. Време е да се сврти страница. Свртите ја страницата. Но на конкуренцијата, според американските официјални лица, се приклучи и Русија. По тесниот круг на председателот Владимир Путин, вклучително и Сергеј Кириенко, им нареди на руските компании за односи со јавноста да промовираат дезинформации и наративи спонзорирани од државата како дел од програмата за влијание на председателските избори во САД во 2024 година. Дел од шемата, според САД, се и десетици веб страници со карикатури за да влијаат на тоа како гласачите во САД размислуваат за критичните прашања. Другиот дел го вклучува и медиумот Russia Today, поддржан од Русија, обвинет за испраќање на речиси $10 милиони на медиумска кампања со седиште во САД. Да им бидат платени на несвесните американци $милиони за да ја пренесат пораката на Кремљ, да влијаат на изборите во САД и да ја подкопаат демократијата. Русија ги отфрла обвиненијата. Ова е русофобија, ова е напад на слободата на говорот, ова е дискриминација и ова се највалкалните игри на САД, држава за манипулации за време на изборниот циклус. Американските власти ги отфрлаат ваквите негирања како смешни. Некласифицираната разузнавачка проценка, објавена претходно овој месец, ја нарекува Русија најактивната закана од странско влијание за предстојните избори, со цел да ги зголеми шансите на поранешниот председател Доналд Трамп. А потоа следува Иран. Забележавме се поагресивна иранска активност за време на овој изборен циклус. Тоа ги вклучува неодамна пријавените активности од страна на Иран за компрометирање на кампањата на поранешниот председател Трамп и за избегнување изборен исход што тој го смета за спротивно на неговите интереси. Представници на американските разузнавачки служби велат дека Кина исто така води кампања на социјалните мрежи од помал обем, чија цел е да им наштети на кандидатите за кои се смета дека се непријателски настроени кон Пекинг. Но под знак прашалник е дали американското одвраќање функционира. Мислам дека досега вакво нешто не се случило како врвно прашање што го следат повеќето американски гласачи. Но навистина е важно гласачите да разберат што се случува и како тие можат лесно да бидат изманипулирани. Американците имаат многу теми за размислување додека се подготвуваат да излезат на гласање.